Пропадна обидот да се свика собранието кое е веќе распуштено. Пратениците ќе седнат во собраниските клупи само по избори. Уставните судии едногласно ја отфрли иницијативата на колегата Кадрију за предмет по службена должност. Дури самиот Кадрију гласал да се отфрли неговиот предлог. Судиите со став дека се работи за веќе пресудена работа, бидејќи на 8 и 15 април по друга иницијатива одлучиле дека распуштањето на собранието е уставно. По ова станува јасно дека новиот изборен датум ќе го бараат партиските лидери надвор од законодавниот дом. За 12 е закажана лидерска средба ке председателот Пендаровски, на која ќе се разговара и за тоа кога ќе се оди на гласање. СДСМ инсистира на брзи избори во јуни меѓу два пика на коронавирусот, додека ВМРО-ДПМН е со став дека најбрз можен период е средината на јули, под услов здравјето на граѓаните да не биде доведено во опасност. Овој термин вчера во изјава за Алфа со почитување на роковите и почнување на целиот изборен процес од почеток, како опција го навести и председателот на ДИК Дерковски. Дуи смета дека треба да се оди на избори само ако не е загрозено здравјето на граѓаните и ако се присутни наблюдувачи од ОПСЕ и ОДХР. Предходно на седница уставните судии одлучија дека првата одлука на Пендаровски за вонредна состојба е истечена и затоа не треба да се оценува уставноста на овој потек. Но деновиве пред нив ќе се најде и предмет за тоа дали Пендаровски со втората вонредна состојба го прекршил уставот. Шефот на државата рече дека свесно ја презема одговорноста во услови на распуштено собрание. Одлуката е донесена на средината на март и истекла на средината на април. Одлуката нема правна сила. Повеќето судии го делат мислењето на Стојановски дека Пендаровски ја прогласил вонредната состојба според надлежностите. За разлика од нив, судијата Јосифовски смета дека во одлуката на председателот непотребно е наведено дека владата носи уредби со законска сила. Делот кој всушност е оспорен од подносителот. Подносителот не ја оспорува целата одлука. Токму точката 4 не е во согласност со уставот. На председателот не му се дават надлежности да препишува одредби од уставот. Осман Кадрију истакна дека актуелната ситуација уште еднаш покажа дека на Македонија итно и треба закон за вонредна состојба, поради недоследностите што се случува кога завршуваат предвидените 30 дена.